Прво, самото објавување на разговорите, впрочем, го закуцува, го бетонира тоа што е вината на власта. А тоа сакале да скријат убиство. И второ, дефинитивно, сакале да влијаат врз процесот. Вика, 30 со кромит да му даете. Ви се молам. Значи, јавното обвинителство кога постапува со комплет материјали. Сите материјали се дадени. Ако сте присуствувале на процесите кои што се водат, сите материјали, не Заев тоа што објавил, сите материјали се дават во прилог. Напоменувам, разговорите се индици. Дополнително материјалните докази се основата на кои што се носат пресуди за ослободување или пресуди за осудување од страна на судиите. Процесите одат транспарентни, барем процесите на СЈО, сите ги знаат во државата во самите детали, со доказите и аргументациите. Гледате понекогаш на некој не му се допаѓа, на некој му се допаѓа. Еден дел на тие што им се допаѓа и не допаѓа се приврзаници на власта, еден дел на тие што им се допаѓа и не им се допаѓа се приврзаници на опозицијата, но на крајот правдата ја носи судијата. Секако таа се потврдува за конечна низ второстепените постапки, како што е апелацијата и процесите течат транспарентно. Апсолутно тврдам дека се што било индиции е споделено од мене многу честно и транспарентно. И ова целосно, дали е целосно, можеби таму кога објавувавме разговори, викавме тоа се само дел од разговорите. На една тематика имаше по 50, по 100 телефонски разговори со различни чинители кои што се. Не можете да објавувате по 5 сата разговори, но на крајот, како што знам по овој процес, нема отворена истрага против Груевски и Гордана Јанкуловска. Има за Мартин Нешковски. Во предистражна постапка е СЈО го бара предмет. Еве, нека си докажат во предистражна постапка. Таму ги има не само дополнувањето на овој разговор, таму има уште многу разговори, кои што апсолутно, дефинитивно потврдуваат дека се обиделе да кријат убиство и да го монтират во делот на неговата одговорност, па дури ти определуваат и притвори. Но вината е во тоа. Само ја докажува вината, апсолутно ништо спротивно од тоа што сме објавувале. Ве молам микрофонот. Продолжуваме. Ми доаѓаше и мене, како човек што ги слушал материјалите, да видам прв овде. Јас да ја рушам оградата. Но бев шеф на опозицијата. Не дали имало причина, имало причина до небото. Заради тоа што се однесувале и станале богови во тоа време. Пак изигра дури со човечки живот. И те како потврдувам дека се што е таму е правено од боговското поставување на некој на власт, за да си дозволи ваков дел на менеджментот. Одговорност да носам, ја се гордеам што имав чест да споделам зло кое што е правено во државата, на основа на која се разбуди народ кој што молчеше, на основа на која денеска имаме нормална земја, еве членка на НАТО, пред отварање на поглавијата со Европската унија.